Во време кога другите производители заради послабата продажба ги коригираат плановите за целосна електрификација, Volvo е еден од ретките кој останува доследен на своето. Тоа го докажува и со лансирањето на поголемиот EX90, чие производство стартуваше во сојузната американска држава Јужна Каролина. Овој модел е предводник не само на гамата, туку и на иднината на марката. Располага со софистицирани компјутерски системи кои се грижат за безбедноста преку камери за нагледување на околината во 360 степени, 5 радари и 16 ултразвучни сензори. Големата платформа му обезбедува простор за 3 реда седишта, а најсилната верзија своите 517 конски сили ги претвора во забрзување до 100 км на час за 4,9 секунди. Во понудата се уште две други варијанти со 279 коњи и погон само на задните тркала и со 2 електромотора и максимални 408 конски сили. Автономијата без разлика на изведбата се движи околу 600 км. Но она пошто ќе остане запишен во историјата е дека ќе биде првиот автомобил со пасош кој ќе ги содржи сите податоци за потеклото на суровините и компонентите, содржината на рециклиран материјал и јагленородниот отисок. Овој документ кој ќе стане задолжителен за сите електрични возила од 2027 година ќе чини $10 американски.